натежнуваат проблемите околу енергетската криза. Се разбира сосема известно дека тука ќе дојде и до мало покачување на инфлацијата или можеби малку поголемо со оглед на експлозијата што може да се случи кај одредени цени за широка потрошувачка. И се разбира еден агол на посматрање многу битен. Како буџет? Дали ово што го планираше владата и министерот бюджети или е возможно новата власт да си прави собствено прикривање и собствена скица на финансиските потенцијали и трошењето на националното богатство создадено во рамките на една година. Вчера разговарав на оваа тема, повеќе поврзано со аспектите на политичката криза и буџетската потрошувачка и задолжувањето. Сега со Павле Гацов, познат финансиски консултант, продолжувам со исто темпо, а тоа е прашањето планиран е буџет кој е прилично тежок, напумпан. 4,4 милиарди евра. Со исто така извесен или поочекуван буџетски дефицит. Меѓутоа, порастот на бруто општествениот производ од 4% и натаму не гарантира дека ние ќе имаме доволно маневарски простор за отплата на новите долгови и новите задолжувања. Сега прашањето е колку е реален овој буџет, што е планиран и на каков начин, освен прашањето на поголемото контрола и добивање на приходи, изворни приходи, може да се алиментираат и други приходи. Овој период од годината е период за, условно да кажам, коментари на буџетот, затоа што буџетот е најважната алатка на секоја власт за остварување на политиките. Затоа во стартот кога спомнавте оваа влада да го истера буџетот, ќе го истера она влада што ќе владее. И тоа свој буџет ќе истера, бидејќи буџетот е секогаш алатка за реализација на политиките ветени во предизбориите, во изборите и така натаму. Така да во таков контекст треба да се и предвидува како би се реализирал овој буџет. Прво, да обележиме дека буџетот е план, а плановите се прават генерално за да имате водич, ама и да не ги реализирате до крај. Така да во текот вие имате водич што и колку да остварувате како приходи од една страна, каде да трошите како расходи, но ако не успевате да го сето тоа реализирате, се разбира од да направите ребаланс или да користите некакви, јас би рекол, скриени ставки од буџетот кои ви даваат за право да поместувате одредени позиции. За жал во неколку циклуси на буџетот, тие скриени ставки што ја дават шанса да одите лево-десно се секогаш капиталните расходи. Не случајно постојано се реализираат многу ниско, затоа што генерално се потврлува кај приходите, односно фалат средства кај расходите, се јавуваат кризи, потреби и така натаму, а ако буџетирате висока сума, реализирате малку, вие веднаш имате простор од тоа што ви е планирано повисоко да пренесете во други позиции, односно да реализирате на други места. Затоа да не чудат таквите надувани бројки кај капиталните расходи, тоа обично е заради комоција на секоја влада, бидејќи генерално, ако се вратиме со статистики, тие многу слабо се реализираат. Кога велам слабо, сигурно не сме стигнале многу одамно до 80% во реализација на овие капитални расходи. Бесими вели има релативно добра кондиција на овој буџет, тоа значи дека има добри приливи и приходи. Но 4,4 милиарди не е така за подценување сума со оглед на сите симптоми дека не сме закрепнати како економија. Дека првите индикации има повторно забележен пат на индустријското производство. Мал пораст на извозот има за овој минатиот месец. Од каде приходи? Ново задолжување или од автономните извори на државата? Значи, буџетот е сублимат. Влез и излез. Приходите се влез во буџетот, трошоците, односно расходите се излез од буџетот. Очигледно е дека ако не остварувате доволно приходи, ќе мора да одите во долг, односно да се задолжувате. Македонија премногу троши во однос на тоа колку собира. Ние да се споредиме само со делот на бивша Југославија со земјите, вклучувајќи овде и Албанија, се разбира, имаме степен на реализација на буџетски приходи во однос на бруто домашниот производ најмал. Значи, сакаме со малку плаќање
да имаме покривање на сите расходи кои што треба еден буџет да ги овозможи. Затоа задолжувањето ќе продолжи и во наредниот период. Се зборови во буџетот, не знам, претпоставам сте го анализирале предлог буџетот за разни типови на обврзници, зелени, развојни и така натаму, за разни типови на фондови, што е на некој начин модернизиран се това, но ако нема развој, ако не тргне економијата напред, овие калкулации се, јас би рекол, без крчмар правење сметка. Така да треба во оперативна смисла да се обезбеди секако, бидејќи е ветувано наназад неколку години, за фаќање од она што не е зафатено. Оде пред се мислам за неформалната економија. Тоа значи дека сивата економија ќе биде директно атакувана за да може да се стави ред и поредок во плаќањето на даноците. Таа се движи од некој вела 38 до 44 настои е на горната на врвот од европските земји, вклучувајќи ги регионот. Ако се имаме во предвид дека тука се додаде сега и сивата економија, бидејќи продажбите преку интернет и така натаму растат со невидена брзина и висина, не се зафаќаат од аспект на јавни приходи, односно не се плаќаат давачки, мислам дека тој процент може би е нешто повисок во овој период. Две опции се. Или ќе притиснете на тие што редовно плаќаат, уште толку да плаќаат повеќе, тоа се разбира ќе помине лошо, ќе има реакција, па дури и оние што се во белата економија ќе се обидат да придат во сивата економија, или ќе се обидете да најдете механизми, системски решенија да ги опфатите тие што не плаќаат, да започнат да плаќаат и да влезат во системот како и сите други. Во една здрава конкуренција достваруваат, се разбира, приходи да ги плаќаат јавните давачки. Во изминатиот период, за жал, не сме сведоци дека се направи сериозен напор за опфат на сивата економија со системот на јавни давачки. Зборуваме за економија, за интернет, електронска, платежните картички и така натаму. За неколку дена се одржува некоја регионална конференција. Го отворите клучното прашање. Околу 100 до 120 милиона годишно се прави обрт преку трговија. Како тоа ќе се оданочува? Какви правила треба да се направат? Какви се светските стандарди на тој план? Значи, треба да се позиционираат системски правила, би рекол. Две работи. Едниот е отварање на некакви регистри, значи тој што сака да врши промет преку Фејсбуци, не знам, Инстаграми, Google и така натаму, мора да се регистрира за тоа, да се запише во некаква форма на регистар. И втора работа е, доколку не е, значи да со репресивни мерки да се побутне кон системот на регистрација. Во овој контекст, ако забележува, тоа не е само проблем, макар да се работи за малку поинаква работа, на македонската економија. Сите земји го имаат овој проблем, генерално. Но за еден дел на оние големи компании кои што стваруваат големи приходи, а плаќаат данок само таму каде што се лоцирани, неодамна зборуваше и Г20. Да, таму се тие новите обиди за оданочување фиксен од 15%, за да може даночните раеви да ги елиминираат. Сега тука прашањето, ние не спаѓаме тие големи корпорации, ама е факт дека и тоа ќе мораме да го применуваме. Факт е, посебно што прво даночните раеви беа измислени од големите земји. Значи, да немаме илузија дека тие имаат овде чисти раци, ја би рекол, значи учествуваат во развој на тие даночни раеви, така да во контекст кога забележа дека ми избега од нивните земји големите компании од типот на Facebook и Google и така натаму и се позиционира во земји кои што се даночни раеви, плаќаат малку данок, а стваруваат најголем приход токму од нивните граѓани, од нивните земји, тие жестоко почнаа да зборуваат за тоа и еве конечно се договорија да се постави минимална стапка од 15% за оданочување на приходите на, односно профитот на тие компании. Сега гледајте, да го поставиме тоа во контекст на Македонија. Значи, се рекламираат на Facebook, плаќаат кон Facebook. Во дигитално време добивате фактура од Facebook, ви се имнуваат од картичка или на било каков начин, соодветно. Facebook е регистриран во Ирска. Значи, добивката се остварува во Ирска и Facebook е даночен обврзник на Ирска. Таму плаќа, соодветно повластена, многу ниска даночна стапка, често пати дури има и побарување од државата, така да данокот на Facebook во некои години е нула. Тоа важи за сите други големи компании. Во овој момент станува збор за компании кои што имаат годишен приход над 20 милиарди евра. Јас верувам дека за некоја година таа сума ќе се спушта надолу за да бидат опфатени и другите.
Како ние во Македонија ќе обезбедиме нашите граѓани кои што плаќаат кон Facebook данокот да останува овде, да не оди, односно да не преминува преку границата и да биде оданочен во централата на Facebook, кажавме во случај во Ирска. Значи и сега постои таков механизам. Инаку ова до крај не е разработено, ова е предлог од ОЕЦД и таму се дадени само насоки. Сега треба да се претвртува во правилници, уредби, некакви акти и така натаму, што земјите, речиси нема земја што се спротивци на тоа, имаше неколку што беа сумничави. Значи, поентата е да се задржи данокот на границата. Кога велиме на границата, нема некој да стои на граница, не да го држи данокот, него во моментот на плаќањето кон Facebook, соодветна ставка 15%, еве ако тоа е минималниот износ, да влезе во македонскиот буџет. За тоа се потребни софистицирани дигитални алатки и системот актуелен на кон правни лица е задржан данок, се вели withholding tax. Значи пред да платите, задржите данок, остатокот платете го. Задржаниот данок да остане во Македонија. Од прилика така ќе се реши и ова со ова реформа, би рекол. Добро е ова прашање што го отворивме, тоа е многу важно прашање и за македонска економија, особено околу аспектите на е-трговијот, и тоа може да биде новиот модел за современата затајување на данокот и тоа веројатно ќе треба да се направат инструменти. На крај, Павле Гацов, ве прашувам дали мислите дека цела оваа криза околу која во чија срцевина сме ние, нема повторно владата да ги принуди на ново субвенционирање. Од една страна на граѓаните, од друга страна на дел од компаниите. И повторно државата или владата да биде државно јасле за премостување на оваа криза. Јас мислам дека фискалните можности се многу ограничени. Дека ние нозите си ги испруживме над чергата и дека веќе понатаму сме со голи нозе, така да нема простор веќе за таква работа. Секогаш решението е во задолжување. Така да ако продолжиме со ова, нашиот долг ќе расте. Веќе мислам дека го поминуваме оној максимален износ за кој што можеме да се задолжуваме, бидејќи нашата економија не е силна. Ние сме економија во развој, значи се обидуваме да привлечеме странски инвестиции и така натаму и така натаму. Во тој контекст треба да внимаваме дека доаѓа време да се враќа тоа што го земавме лани и полани, за да субвенционираме за целите на ковид кризата. Одите кажете им на газдите на кафулињата и на туристичките дека треба да вратат. Но, блиц, ако не го донесеме буџетот, а ова криза продолжи, што правиме? Временно финансирање? На газдите се само ова ќе го спомнам, нема да вратат тие, ќе вратиме сите ние. Да. Тоа е работа. Еве пред некој ден во Собранието на Црна Гора помина закон за данок на добивка од 9 одат на 12-15%. Значи немаат сила. Финансиите им се толку, да не кажам и за оној долг, веќе знаете за автопатот што направи голема грешка. Така да до 100.000 евра ќе платат 9, над тоа 12, посилните 15. Може да се размисли и за такви решенија. Ако не се усвои буџетот, се разбира решението е само во временото финансирање и тоа во висина, знаете како уди, на ланските суми. Значи ќе чекаме или старата да се ги земе дизгините или новата да прави буџет. Благодарам многу, тоа беше Павле Гацов.